Ние како обвинителство добивме прво да дадеме свое мислење за однос на барањето за повторување на постапката. Сметавме дека барањето за повторување на постапката по тој основ по кој што е побарано е задоцнато. Значи поминат е рокот, дадовме негативно мислење, со тоа што оставивме на судот да си одлучи за евентуално преземените меѓународни обврски доколку давале одредени гаранции за повторување на постапката, со оглед дека јавното обвинителство такви гаранции не дава. И тоа беше нашето мислење. Судот донесе своја одлука во која што сметаше дека рокот не е поминат, односно дознавањето за пресудата го рачунаше, не знам, мислам дека беше во рокот од 1 година од кога дознал. Поднесовме жалба, стигна одлуката дека ја потврди одлуката на кривичниот совет на основниот кривичен суд. Со тоа мислам дека застареноста за кривично гонење со повторување на постапката е веќе за овој обвинет завршена работа. Но значи треба да се разгледа убаво предметот, може би и веројатно ќе има простор овде да се оди директно само на конфискација на имотот и имотната корист, затоа што таа не зависи од застарувањето и ќе видиме со надлежниот обвинител од кога би се констатирала таа застареност, да се почне постапката за конфискација на имот и имотна корист, која што е независна од ова.